Почитувани, дали со честна македонска плата за 4 години е можно да се заштедат пари за да се изгради 300 квадрати луксузна вила на Маврово, вредна можеби 200.000 евра, да се гради луксузна куќа во Скопје со додатни 100 метри квадратни, да се купат 3 автомобили, можеби вредни 130.000 евра. Па нека таа плата е и градоначалничка. Секој граѓанин на оваа земја го знае одговорот, но ете молчи Шилегов, и кога молчи Шилегов, Заев нека одговори, просто онака како што знае, дали може или не може. Почитувани, ова е куќата на Петре Шилегов во Карпош, пред и за време на реновирањето. Ова е куќата која што добива цел кат и чија што вредност се зголемува за можни 130.000 евра. Почитувани, Петре Шилегов целосно обновува и доградува семена зграда. На пријавените 400.000 евра вредност, сега куќата би изнесувала, кога ќе се заврши, околу 600.000 евра. Почитувани, Петре Шилегов, откако професионално влезе во политика, енормно и несразмерно го зголемува имотот. Само откако е градоначалник, купува плац со и неизградена куќа на Маврово, гради луксузна хациенда од 300 квадрати, чудовишна вила од 300 метри квадратни во прв ред со поглед на Мавровско езеро, со реална вредност од најмалку 200.000 евра. Ја пријавил како 55.000 евра. Петре Шилегов нема пријавено 2 автомобили, Ауди од 45 до 55.000 евра. Не е пријавен ниту автомобилот на неговото дете, а тој сам се пофали со кола вредна 30.000 евра. Ова е само тоа што може да се види и што се знае, а го нема во неговиот анкетен лист. Вкупно Петре Шилегов за 4 години, гледајќи ги овие факти, е побогат за имот за можеби половина милион евра. Затоа сега повторно поставувам просто прашање до Петре Шилегов и до Зоран Заев. Дали со честна македонска плата за 4 години е можно да се заштедат пари за да се изгради 300 квадрати луксузна вила на Маврово, да се изгради луксузна куќа во Скопје, да се купат 3 автомобили, можеби вредни 130.000 евра. Па нека таа плата е и градоначалничка. Секој граѓанин во оваа земја одговорот го знае, но ете кога молчи Шилегов, Заев нека одговори онака просто како што знае, дали може или не може. Ви благодарам.